Секоја епоха, особено оваа нашата која што е квалификувана како постмодернистичка епоха, човекот кој што се наоѓа во неа, наспроти својот биофизиолошки пакет на постоење, која се појавува на историската сцена во време просторот, има потреба од една подлабока смисла и осмислување на својот тек. Така и јас мислам дека поставувајќи ги оние, како што ги нарекува Достоевски, проклети прашања, кој сум, што сум, зошто сум, која е смислата на животот, одеднаш од тој биофизиолошки пакет на постоење кој што го видов во себе си, го осетив, почувствував потреба за едно подлабоко осмислување на истиот и тогаш можеби интуитивно за прв пат сфатив што значи црковен или еклесијален начин на постоење, да не се збунуваме од овие зборови, ќе ги објасниме. Етимолошки еклесија на наша црква значи доаѓа од зборот екали, што значи повикан. Некој кој што е повикан од. Верувам дека сите вие, кои што сте членови на Црквата Божја, сте го почувствувале тој безгласен глас во вас и сте се отповикале на тој внатрешен повик да бидете членови, клетки на тој богочовеков организам. Некој вика, некој од озгора повикува и ние одговараме на тој повик. Секој според она што внатре во себе го чувствува. Тоа собрание, всушност е црковното собрание, кое што својот корен идентитет не го има од овој свет, туку доаѓа од онаа страна. Тоа ние теолозите го викаме есхатолошки, крајното од историјата. И затоа отците викаат дека црквата, колку што е древна, таа е и млада и современа. Еснав и генерација со секој еден од нас. Има многу стереотипи и предрасуди за тоа, поготово во нашето време во кое што живееме, за тоа што е црква. Многумина мислат дека е човечка институција, организација, здружување по верска основа. Непрофитна организација. Се сеќавам овде дека токму во оваа сала, пред 10 години, требаше да пречекам студенти од нашиот факултет, беше по политички студии, да им ја представам личната карта на Македонската православна црква. И во еден миг едно момче ме праша како според секуларните закони е регистрирана Македонската православна црква кај државните органи и тела. Ме затекна во тој момент, му кажав дека според Уставот на Република Македонија, Македонската православна црква е уставна категорија, но бараше да бидам поексплицитен, му реков и самиот да провери и подоцна испадна дека заведени сме како некое здружение на верска основа. И си размислувам сега во себе си каде е она благодатно наследство кое што ние го имаме, но сепак светот тоа не го познава, но црквата си го препознава. Значи, наспроти сите стереотипи за црквата, како ја доживуваат во секое време и во секоја епоха, бидејќи израснав во светогорското милје и бев воодушевен како светогорците разбираат црквата и епископот, живеев мајчински хранет, ке речам, од таткото Георги Капсанис, еден прекрасен, благодатен, освештен старец, кој што ни вдахновуваше на сите нас, монасите во манастирот Григоријат, личен пример и образец како треба да се сака црквата. И се сеќавам
за нас беше вонреден, сјаен, блескав настан доаѓањето на било кој епископ кој што го посетуваше Григоријатскиот манастир. Колку и да бевме уморни од секојдневните послушанија и од дневната програма која што е на моменти исцрпувачка, која ќе чукнеше камбаната, сите слегувавме доле за да го пречекаме епископот, бидејќи старецот монах во нас ни ја вдахновуваше мислата дека црквата е епископоцентрична. Тоа беше нешто што го носам како сеќавање од таму. Исто така, подосна откривав дека таа има есхатолошки корен, не треба да ја бараме во минатото. Колку и да имаме носталгија за нашето древно наследство, кое што во историски епохи било блескаво и не јаде никогаш носталгијата, особено кога ќе ги видиме прекрасните храмови, фрески, да кажеме, од 14. век, каде што мислам дека достигнала плафон креативната дејност на црквата, сепак треба да знаеме дека идентитетот на црковноста е оданде, од другата страна. И тоа се сведочи во Евхаристијата. Затоа постои еден бран во 20. век во однос на богословието, кое што се залага за реконструкција на еклесиологијата на евхаристиска основа. Што значи тоа со едноставни зборови кажано? Тоа значи да се вложиме сите, и мирјаните, и свештенството, и епископатот, црквата Божја, на вистинско ниво и место да ја стави литургијата. Бидејќи само во тоа литургиско собрание можеме да ги принесеме секој својата лична харизма, а да знаете, секој има свој дар. Еве еден пример. Ако многу често зборуваме за црквата како тело Христово, како богочовечки организам, велат медицинарите, можеби петата е најпрезрена како делче од човечкото тело, ама пробајте да ја повредите или едно прсче. Ќе видите дека човекот не може да држи едно ниво, една стабилност, подеднакво е вредна, како што е вредно и срцето, како што е вредно и окото, и затоа секој си има свое значење и смисла. И оттаму, кога ќе видиме дека наспроти обичното голо екзистенцијално постоење, некој во црквата ме препознава и ме гледа, виден сум и можам да послужам во служба и на моето спасение и на спасението на другите, а кога ќе кажам за оваа загадочна мисла, пред се мислам на отец Шмеман кој што вели дека секој оној кој што благодари достоен е за спасение. Се учиме на еден поинаков етос да благодариме. Се учиме одеднаш по имите. Како радост добиваат поинакво значење. Добиваме една поинаква радост, како што вели Христос во Евангелието минатата недела, за да биде вашата радост полна. И одеднаш навистина во лоното на мајката црква во која што се раѓаме, а се раѓаме преку крштението и преку миропомазанието, осеќаме дека не само апостолите станале наследници на Светиот Дух, туку преку печатот од дарот на Светиот Дух, кој што го добиваме на нашето тело, кое што се врежува во нас, и на нас слегува Светиот Дух. И оттаму е таа теологија за царското свештенство. Дека секоја личност во себе содржи царско достоинство, свештеничко достоинство и пророчко достоинство.
Тој идентитет го дава само црквата. Затоа ве кадиме. Затоа ви се поклонуваме. Сте видели ли кога свештеникот, кога ги принесува на евхаристискиот жртвеник, лебот и виното, кои што по наитието на Светиот Дух стануваат тело и крв, од кога ќе се случи таа тајна, кога се обраќа кон народот, се поклонува на црквата. Одеднаш народот Божи, етносот, се преобразува во народ Олаос Тутеул или народ Божи или црква Божја. И секогаш е взаемен тој однос. Ова што отец Ивица го кажа на почетокот, дека сум изнедрен од црквата, сакаше да каже, знаејќи го предходно, заради пријателските релации што ги имавме и што се знаевме, бидејќи од истиот град потекнуваме, преданието на нашата црква е таква, да всушност се запознаваме, се препознаваме, се откриваме и се носиме еден друг и сиот свој живот на Христа Бога го предаваме. Калисто Свер, епископот, сигурно сте читали од него, за овие прекрасни денови во Педесетницата, вака ни вика: да се почастиме со роденденска торта. Сите вие знаете каква атмосфера и амбиент се создава кога се наближува роденденот, затоа што вика денеска се случија фундаментални собитија, денеска се конституира црквата, се потврдили Евхаристијата. И понатаму вели: а што јас и вие направивме откако го примивме Светиот Дух? Ако сме носители со печатот на дарот на Светиот Дух, од тајната на миропомазанието, сите ние, од една страна, реални да бидеме, се трудиме секој, нели, според силите, според даровите. Меѓутоа, секојаш знаеме дека може и повеќе, и може и подобро. Но од друга страна, епископот вели: ајде да се потрудиме, сега следнава од Педесетница до следната Педесетница, да маркираме, да забележиме дали ги раѓаме и породуваме и ги обновуваме во нас плодовите на Светиот Дух. А кои се плодовите на Светиот Дух? Мир, сталоженост, складност, ведрина и многу други ги прочитате. Благост. Ко викаме Духот дека е утешител, а зошто е утешител? Утешител е затоа што Христос кажа дека во светот ќе имаме и маки, и таги, ќе имаме и рани, и повреди, и заради тоа ни треба утеха. Човекот е слаб. Ајде спомнете си сега, тоа ме трогна што го открив, сакам да го споделам и добро што се сетив во мигот. Бидејќи ја имам хартија, ма ги оставив, сакам да зборам лично и непосредно со вас. Не сум научен така. Како беседа ја чувствувам ова моје обраќање. Ајде да се сетиме во Гестиманија, кога Христос ги молеше Петар, Јаков и Јован да останат со него и да го поддржат, бидејќи поминуваше агонија, човечката природа страдаше, Светото писмо вели дека поттаму беше како крв. Ама натежнати од сонот и од дремката, иако ги замоли, видовме колку е немокна човечката природа и тие спиеа. Но дали се сеќавате кој се појави, кој го утешуваше Христос? Кој? Значи,
мобилните веднаш неколку пати замоли. Значи, сакам да кажам дека да нагласам една карактеристика на Светиот Дух кој што ја конституира црквата. Инаку учењето за Духот го нарекуваме пневматологија и е многу важна, но подеднакво мораме да измириме, да ја воедначиме со христологијата без да ја даваме акцент на едната и на другата. Духот, освен што се јавува како благ, како утешител, истовремено, он не учат отците на црквата да запамтиме дека е личност, не е некој имагинарен флуиден идентитет, е личност. Тоа да го запамтиме, многу е важно. И истовремено од неговата пројава можеме да видиме дека е тивок, ненаметлив и анонимен. Како да не постои? Не е милитантен и агресивен, како духот на светот, кој што секого од нас сака да не фасцинира, да не екзалтира. Просто, ако забележите, а верувам дека ја се следите самите себе си, сакал, не сакал човек, кога ќе се најде во таков амбиент, како вирус веќе го добива обележието на светот. Таа анонимност, таа негова тивкост, истовремено забележувам дека он за себе ништо не открива, но цело време нас луѓето, бидејќи е човеколюбец, откриен како човеколюбец, филантропос, не носи кон Христос, кон воскреснатиот Христос. И сега видите како е тоа интересно во нивните, таа интеркомуникација на Света Троица. Христос вака вели, кога се вознесува, нема да ви оставам сираци. Знаете, кога е некој родител, кога создава, раѓа плодови на љубов, децата, и кога знае дека ќе се случи некоја диагноза, каде што гледа дека таа ќе заврши прилично очекувано, со смрт, прво што размислува кому ќе ги остави децата. Тоа како духовник многу пати го слушам. Христос вели, нема да ви оставам сираци. Ќе ви го испратам Духот. Тој на се ќе ве научи. А внатре во црквата, кога ќе го отвориме Светото Писмо, кога ќе се сретнеме со евангелскиот Христос, кога ќе отидеме во на литургија, кога ќе го примиме евхаристискиот Христос, литургискиот Христос, кој што кога ќе дојде во нашето тело, видите колку убав еден, го открив тоа пред некој време, па го споделувам вака со луѓето, мене ми носи радост, а верувам и вас ќе ви донесе радост, кога влегува литургискиот евхаристискиот Христос во нас, знаете кој прв орган го допира во нашето тело? Кој? Не. Непцето. А знаете, добро, јазикот, меѓутоа, јазикот со непцето, тоа е едно, да. А знаете што значи збор, од каде доаѓа зборот непце? Мало небо. Значи, ние го примаме во нас, во нашето мало небо. Зато што он сака да биде со нас. И го прави сето она што нему му е угодно, како што вели старец Софрони Сахаров, дојди и направи го сето она што тебе ти е угодно. И тогаш ние, подхранети со тој етос, а зборот етос е исто повторно грчки, кој што значи она во кое што си, она во кое што обитуваш, она во кое што си насочен, градиме еден дух на благодарност, благодариме. Значи, гледате една карактеристика на црковноста. Затоа зборот Евхаристија значи благодарење,
таквиот благодари. Ама не благодари само за даровите кои што ги прима, благодари за се што во животот доаѓа. Благодари и за оние моменти што се налик на Гестиманија и на Голгота во неговиот личен живот. Црквата затоа за мене е една мајчинска преградка. Знаете, кога ќе се роди дете, се осеќа таа врска меѓу роденото и родилката. Затоа оците ја нарекуваат црквата мајка, утроба која што духовно не раѓа. Убаво е кога во таа црква епископот, што е жива икона на Христос, ќе биде благ татко, а не строг судија, како што вика лемесовскиот митрополит Атанаси. Видете, ние копнееме по тие вредности, ги споделуваме. Не секаде ги имаме да ги доживееме. Но тоа се нашите копнежи. И верувајте дека сето она по кое што копне секој ден од нас, ќе го пречека од другата страна. Со зборовите добар и верни слуго, во малку се потрудил, во многу ќе те наградам, доколку издржиме до крај. Црквата дава еден нов идентитет. Одеднаш се измирува непомирливото во нас. Кога слегува Светиот Дух, кој што е човеколюбец, тој допира до сршта на коските. И затоа имаме свети мошти. Кога ги целиваме светите мошти, тоа се телата на обожените, на облагодетените личности, на оние кои што ја примиле благодата, како што вели Серафим Саровски, дека целта на христијанскиот живот е да го здобиваме Светиот Дух и благодатта на Светиот Дух. Сето тоа се дава во црквата. Кога зборуваме за црквата како столб и тврдина на вистината, мислиме, знаете, ние православните христијани, пошто се разликуваме од другиот свет по многу нешта, но еве една, ќе спомнам. Кај нас, љубовта, светлината, животот, вистината е личност, не е идеја. Љубовта, Бог е љубов, вели Свети Јован Богослов. Христос е вистина. И затоа, бидејќи во црквата е Христос, ние внатре, кои што градиме личносен однос, а 20 вековната теологија токму тоа ни помогна. Тие два фундаменти, пунктови ги создаде. Тоа е евхаристиската теологија и теологијата на личноста. Тоа е нешто многу драгоцено, што нас ни се даде дар, бидејќи, знаете, да се биде личност е нешто што е особено драгоцено и нешто што секогаш копне човековата природа од мигот кога го изгуби ликот и подобието со падот, но обновено со она што го направи новиот Адам, а тоа е Христос во црквата, ние имаме таа можност повторно да ни се врати првобитната убавина и сјај. Тоа може само црквата да го даде. Затоа црквата раѓа светители во секоја епоха, во секое време. 93-та година, кога заминав на Света Гора, имав средба со старец Пајси. Тој почина неколку месеци подоцна. Знаете, тоа е старец Пајси Светогорец. Кога го видов од блиску,
Забележав човек, како секој човек, ништо посебно. Подоцна дознав дека имал големи болки, бидејќи имаше канцер и почина од канцер. Не го оддаваше тоа додека зборуваше со нас. Но средбата со него, на некој начин, беше расчистување со сите идеи, идеологии и утопии што претходно ги имав, зашто за прв пат доживеав колку е убаво да се биде човек. За мене, светителот е човек Божи, пријател Божи, кој што ги прима даровите, благодари и му ги враќа повторно на Господ. Вика, Господи, ова не е мој, ова е Твое, земи го. А Господ, бидејќи гледа дека се изградила таа доверба, повторно му ги дава, а некои од луѓето кога ќе приметат, ќе почнат да го фалат овој човек, а тој се срами, негодува, вели старец Василий Кундикакис, поранешниот игумен на Иверон, и ќе избега, вика, ќе се тргне и ќе измисли, можеби, некоја юродивост или ќе направи некој привид, за да се скрие, за да може мирно да живее. Ама тие сите се молат за црковното единство, за сите нас, тие таквите анонимни пријатели Божи. И во нашето луно на нашата помесна црква, еден отец Гаврил Лесновски, кој што беше доволно човек, 80-тите години, владиката Наум напише еден прекрасен текст пред неколку месеци за неговата личност. Беше доволно само да се види како поминува низ камени мост и како оди до Свети Димитрија или на бдение во Света Петка, во еден интересен период од животот на црквата во тогашното општество, и да се придвижи во човека потреба за покаяние. Сведок на ова што го зборувам сум им јас. Тогаш не очекувавме волку млади луѓе во тој период дека ќе слушаат некој монах што пелтечи и така, но му благодариме на Бога и се радуваме што црквата Божја во Македонија е во полнота на сите дарови на Светиот Дух. И иако сме презрена и отфрлена од оние кои што се уште сметаат дека не е време за да се приопшти кон семејството на помесните православни цркви, таа си живее со свој ритам и по ритамот на оној кој што ја конституира, а тоа е Светиот Дух. Бидејќи ние овдека во неа сме сведоци на духовното раѓање. Овдека сме крстени, овдека растеме, зрееме и одовде се спремаме да преминеме од другата страна во лоното на прегратките на Света Троица и на Пресвета Богородица. Јас, отец, не знам колку време имам за да зборувам и како ви е... Уште 15 минути. Да. Јас сакам да ви кажам истовремено и да споделам со вас едно чувство кое што го имам, дека е обврска наша на христијаните кога го негуваме црковниот христијански етос кон оние што се уште не им ги разгорел Господ срцата како нас нашите, па се надвор од црквата. Ги имаме во непосредната близина, можеби во нашето семејство, во нашето работно место, комши. Ако сме носители на Светиот Дух и ако сме негови,
ако сме благи, како што е благ Он, ако понесуваме се, нема да стигматизираме и нема да дискриминираме и тогаш кога нам ни го прават тоа. Живееме во време кога е прилично проблематично. Знаете, секоја епоха си има своји предности, своји искушенија, но денеска да се биде христијанин, особено во градските средини, е посебен крст. Еве, јас искрено ќе ви кажам, како исповед, на браќата во Зрзе многу пати им велам, полесно е денес, кога човек ќе се одреди, да го земе монашкиот крст и да живее според заветите кои што ги положил, во еден, би рекол, природен монашки амбиент, отколку на оној христијанин кој што се труди да го негува и да го зачува христијанскиот етос во светот. И затоа мислам дека неколку совети еве вака да дадеме кои што можеби ќе ве потсетат некогаш понатаму во вашиот живот. Не треба да правиме разлика прво меѓу Христос во Евангелието, што ни се открива, Христос во Евхаристијата, што го примаме, и Христос во ближниот. Што Евангелието вели, ако некому сте дале чаша вода, мене сте ми дале чаша вода. И видите, тоа е прилично одговорно. Имам чувство дека полесно ние да го прочитаме Светото Писмо, да отидеме на служба, ама кога ќе дојде моментот во комуникација со ближниот, тука многу пати паѓаме на испит нашата вера. А гледате како Господ, па тоа се убаво го устроил, секогаш преку ближниот да видиме колку сме пораснале. И тоа е прекрасно. Има еден монах во Александрија кој што знаел дека ги чувствувал благодатните дарови и прашувал, Господи, до кај постигнав, до кое ниво? А Господ, бидејќи видел дека во детската своја желба тоа го прашува, му посочил на еден чевлар во Александрија дека на исто ниво е. И кога посакал монахот да види како може овој кој што се наоѓа во градската врева, во светот, да биде на подеднакво ниво со него кој што забележал дека самиот му кажал, чевларот никого не осудувал. Оците велат, тенка е границата меѓу расудувањето и меѓу осудувањето. Многу пати сакајки да расудиме, ни се провлекува осудувањето. Но да бидеме внимателни, да го негуваме црковниот етос. Црквата не подготвува одовде за едно жителство, за една нова лична карта, која што треба да ја имаме, а тоа е картата на Царството Небесно. Царството на Отецот, Синот и Светиот Дух. Црквата треба да биде пројава на Троичниот Бог. И тој субстрат, тој концентрат, тој мирис ние го чувствуваме на литургијата, како еден опит, како едно искуство, и секој од нас треба да има личен опит, лична емпирија на тој мирис, што не е од овој свет. Исто така сакам да кажам дека пред црквата денеска во 21 столетие стојат сериозни предизвици.
Кажа отец Ивица во најавата, дека сите ние ги носиме на некој начин раните, повредите, траумите од историскиот од на црквата во овој свет, но знаете како, пораните го препознаа апостолите Христос и Христос нас пораните ќе не препознае. Да не се грижиме кога ќе имаме траума, повреда, затоа што тоа е божествената педагогија или мистагогија, тајноводство. Од тука Господ зараче не зима како деца и не носи преку историјата, преку просторот и времето, не носи кон Царството Небесно. Денеска светот си живее своја динамика, си има своја логика, си има своја инфраструктура, си има своја философија. Како што кажав на почетокот, прилично доминантна. Ние сме на маргината. Но од тука, од тој раб, треба да знаеме дека секое, ако зрното не се стави во земја, 100-кратен плод нема да донесе. И секое зрно се става во житницата. Ова е алузија, можеби, меѓутоа таа метафора вие осекате што сакаме да кажеме ние кога учиме дека не плаши се млало стадо, не се грижи. Имам потреба да нагласам некогаш, за да се нахрани човек, убаво да му се сготви некоја манџа. Колку да имаш продукти убави, здрави, ако немаш малку сол во манџата, таа е блюткава, не се јаде. Солта на земјата сте вие. Затоа да не ја губиме солта, да не го губиме квалитетот, да се обновуваме со помош и содейство на Светиот Дух, преку чистење на срцето. Старец Пајси за овој празник духовен вели, па не слегува Светиот Дух, вика автоматски, ако проводникот е зареѓан, рѓата треба да се исчисти за да може да слезе до нас. Ние да се потрудиме, да чистиме, па кога ќе дојде во нас да го направи сето она што него му е угодно. Дали го пробив терминот, отец? Не, јас сакам да биде интерактивно и да ми поставувате прашања. Да. А на крај, да завршам. Бескрајно сум му благодарен на Бога за дарот да се појавам на историската сцена во одредено време и простор, но најмногу што ме запозна со неговата невеста, а тоа е црквата. Кога го сакате младоженецот и го одите на свадба, и невестата ви е мила, и да сте од страната на младоженецот. Знаете, таа е девствена, чиста, иако многу пати за неја ќе се залепат многу квалификации, што се не кажуваат за црквата. Ама само човек однатре што е, знае каква е, и за тоа сум му бескрајно благодарен, и тоа благодарење за мене значи живот, се надевам и за вас. И посакувам благодата на Светиот Дух да дојде кај секој еден од вас и да го направи тоа што е важно, драгоцено за вас, да бидете личности, да градите личностни заедници, да благодарите евхаристиски и да го препознавате Христос преку Светиот Дух во Евангелието, во Евхаристијата и во очите на ближниот.